Здраво, дечки! Здраво, Ана! Сите ли сме тука, фали ли некој? Мислам дека не фали. Па не сме сите, уште миња ни фали. Па таа секогаш доцне. Само учи и само се надпреварува. Не, миња доаѓа. Да. Здраво, Дечки, што правите? Еве, ништо те чекаме, пак доцнеш. Па, морам да учам за надпревар. Зашто толку се надпреваруваш? Не знам, сакам да пеам. Пење, а кога е надпреварот? Утре. Овој пат ќе има и награда. А каква награда? 1000 евра. Па можеме и ние да се пријавиме? Па добро, тогаш можете и вие да се пријавите до денеска прибавање. Ало? Сега, вред. Чао. Деска одам до продавницата да купам леп. Вред. На гледање. Чао! Имаме идеја, сакате да излажеме? Да, можеме например да пуштиме од телефон некоја друга песна и да се правиме дека само да отвараме уста и да се правиме дека ние навистина пееме. А што ако не фатат? Ајде бе, ти што се секираш, па тоа е онлайн. Стварно, бешка, и за 1000 евра се работи. За 1000 евра е работа. Да, ама сепак може да откријат од позадина како да иде музика. Како ќе откријат бе? Ај што се секираш толку, тоа онлайн нема никој да открие. Стварно. Епа ако велите, тогаш ајде. А ти она стварно го пееш? Па, така. Е доброто и ако не фатат, ќе не дисквалификуваат. Па да. Ајде. Епа ајде да одиме по дома да се пријавиме. Епа ајде тогаш. Ајде. И сега нашиот прв надпреварувач Вања Атанасова. Така, здраво Вања. Здрава. Како си? Добро, имаш малку трема? Да. Да. Да подготвуваше, вежбаше пеење? Да. Добро, кажи ми дали телефонот е во друга соба? Да. Сигурно? Да. Добро. Ти за која песна ќе ни се представиш денес? Со песната Сајбер кралица од Интерментри. Ајде, повели, почни. Кога си спремна, почни. YouTube или TikTok, веќе нема граница. Што се случи, Вања? Ништо, телефонот нешто направи и пушти нешто друго. Телефонот ти е тука, па нели? Значи, имаш телефон пред тебе. Тоа е Не. за дисквалификација. Знаете правилата, не сме да има телефон во истата соба. Те молам, исклучи се и напушти го надпреварот. Ти си дисквалификувана. Еве го нашиот втор надпреварувач. Ајде, Лана Стоевска, така? Да. Лана, се надевам со тебе ќе имаме повеќе среќа. Денеска за што ќе ни се представиш ти? Јас ќе ја пеам песната Другарство од Тинтри Минтри. Добро, подготвена си? Да. Ајде, може да почнеш кога си спремна. Добро. Како почнуваш? Кога ќе те видам, така... Добро. Кога ќе те видам, радо се раѓа. Штом те допрем, телефонот ми паѓа. Ме знаеш ти. Лана, имаш телефон во собата и ти? Не. Лана, звонеше телефонот во слушна. Кај некој друг е, не кај мене. Значи, и што подлажуваш? Лажеш дека немаш телефон. А и тоа не беше твојот глас. Мислиш дека не го приметив тоа? Имаш поинаков глас. Те молам напусти ја просторијата и ти си дисквалификувана. И не е смешно. Ова е за сплачење. Ана, след. Здраво, Ана. Ана, како се презиваш? Ана Бошевска.
Миломија, Ана, ајде ти си нашиот сред надпреварувач, дали си подготвена? Да. Јас се извинувам, малку сум нервирана, до сега имавме двајца учесници кои што се обидува да мамат. Ти дали имаш телефон до тебе? Не, мојата е во друга соба. Во ред, тогаш, ајде со која песна ќе ни се представиш? Со Cyber кралица. Повели. Само пази слава, да не те удри глава. YouTube или TikTok, веќе нема граница. Популарна сум си јас сум Cyber кралица. Стига? Не наставничка, мајка ми е во другата соба, многу гласен е телефонот. Но се слуша преку микрофонот. Ајде продолжи. YouTube или TikTok, веќе нема граница. Популарна сум си јас сум Cyber кралица. Значи ти од телефон пушташ песна. Не успеа да ја стопираш на време. Веднаш напушти ја просторијата. Нема уф. Како тоа мамите? Ајде, следен надпреварувач. Здраво, денес имаме две девојчиња. Мила Венова и Вања Кузмановска. Вие заедно ќе пеете? Па и јас тука ќе и помагам, само ако се збуни. Ќе го држиш стравот, така? Добро. Ајде, тогаш Мила, повели и почни. Сакам да го видам целиот свет. Не таа песна, смени друга. Леле, мајко. Абе, колешке, што е оваа работа, бе? Што е ова со си? Сите пријавени? Има ли што? Ја готово, нема што? Еве, чекај, има уште едно девојче. Уште Мина едно? Раковиќ. Та, од каде тука? Овие сите се собрали на купчите за да Готово, вие лажат. сте дисквалификувани. Цело друштво им го дисквалификуваме, чао. Ама зошто? Ма, зошто? Па уште прашувате? Ма не сакам да чујам више, крај, точка. Ја до сега издржав, не можам више, пукнав. На што личи ова? Ајде, готово, крај. Дај да го уклучиме тоа дете. Тоа дете од дома се вклучува или пак е од дома? Добро. Следниот надпреварувач, Миња. Ајде да видиме, Миња, јас се надевам дека ти немаш телефон во близина. Немам како да проверам, ова е онлайн надпревар. И ќе одиме на доверба, со што ќе ни се представиш, повели? Добар ден, јас се викам Миња Раковик, имам 11 години и ќе ви се представам со... јас имам две песни, но Кои вие две изберете. песни ги имаш? A Jumis Wish Your Heart Mix од Пепелашка и Бајка, хитот на Тиндри Минтри. Ајде да ти кажам да чуjem бајка, таа се вртеше доста поразијава, баш да видам како ќе ја отпееш. Вред. Само момент. Сонив сон, сонив убав сон, добив билет за сосем нов свет. Весела шума е тоа, сон свири на обоа, срната панчука, се можно тука. Готово, браво, прво место од нас. Благодарам. Готово, браво. Значи, честитки, ти ја добиваш едногласно со колегата одлучивме, ти ја добиваш награда 1000 евра да си поминеш скоро и да си... Колешки во против вредности. Многу ви благодарам. Добар ден, драги гледачи! Денес по прв пат ќе можете да гледате дебата на Тинтри Минтри шоу. Во денешната емисија ќе учествуваат Ана и Калин. Ана ќе го брани ставот дека подобра професија е да бидеш доктор и Калин кој ќе го брани ставот дека подобра професија е да бидеш адвокат. Подобро е да си адвокат. Јас мислам дека е подобро да си доктор, бидејќи докторите и сега во ова време и во далечноста на времето им помагале на луѓето и секогаш биле тука за нив. Ако они биле болни или нешто им се десило, они секогаш им ги спасуваат нивните животи. Да, но исто и адвокатите секогаш помагаат со тоа што тие, ако некој изгуби нешто, одма може да им го вратат со дебатирање.
Исто така, може дури да помогне на доктор, ако доктор си ја изгуби работата, може да се врати со помош на адвокат. Да, но тоа не е побитно од животот на луѓето. Ако докторот не е тука само да ги лечи луѓето, тој не бара пари, тој сака само да им помогне на луѓето и луѓето да бидат пари за подобри. да помогне докторот. И адвокатот може да му помогне на човекот да добие пари за да одика и докторот. Тоа е исто така повисоко од докторот. Да, но тоа не им е, тоа они не гледаат толку за парите. Тие гледаат да им помогнат на животниот човек, да им помогнат на луѓето. Например, сега ако некој адвокат се разболе, тој каде доаѓа? Кај докторот. Докторот треба на него да му помогне, за да он да оздрави и да почне да се прави својата работа. Тоа значи дека докторите им помагаат на луѓето. Ама кои имаат. докторите их за да се запишат да работат, им треба адвокат, така да ако адвокатот претходно не им помагал да отидат на работа, докторот нема да може да му помогне на адвокатот. А исто така, надвор од темата. Иако е убаво да си доктор, мене малку не би работел доктор, бидејќи многу е гадно да гледаш Тоа беше дебатата помеѓу Ана и Кали. Ви повторувам, вие треба да одлучите кој ќе победи и кој подобро си го бранеше ставот. Одете и гласите на нашите Инстаграм и Фейсбук профили. Вие треба да одлучите. Ајде, побрзете, што правите? Кај се задржа овие да еден? Ало, дечки, до каде сте? Аха, супер, добро. Чао.
што правите? Ништо има, дојдовме и не викна и што правиме, моравме да дојдем. Супер. Да, навистина, онлайн училиштето е досадно. Да. Па знам, исто така, сега и со онлайн наставата се така. Ама дојдов, мислам, ве викнав да ви кажам нешто многу како невообичаено што ми се случи. Значи, вчера, така знаете, обичен ден, убав ден, и јас и татко ми отидовме на лов. Сега не знам баш местото како се викаше, ама знам дека татко ми носеше две големи пушки, една на мене, една на него, ама јас дека сум мала не смеам да пукам со пушка и оставивме во автомобил. Па, он ја зема неговата. И одиме се шетаме таму во шумата, кога гледаме една дива свиња, ама толкава, бурене е рамно. Дива свиња. Дива свиња. Имаш видено во живо. Да. И тоа беше онаква страшно. Сега, за мене не ми беше страшно, јас ти сум си без храбра, страх. нели? Храбра сум, да. Ама беше толкава, на вулкава. И овако ни се фрли мене и татко ми да не напаѓа. Ја кога ја патив, на кого бе ти, ја зграбчу вака, ја летнав до другиот крај на шумата и, ама од другата страна па проба една ласица да ми се закачи. Јас ја фаќам со забите, па после тоа со раката ја зимам и имам ја ласицата, а дивата свиња ја фрлив и ја летам. Не може да Татко ти не пукал со пушката? Стварно? Тоа не ви го кажав, извинете. Ми беше укочена баш од тој момент. Но, не знам, но јас неговата храбра ќерка го спасив. И него, и самата себе. Ај, па докажи дека тоа се случи. Не бе, не ти верувам. Сакаш доказ? Да. Еве ти го доказ. Глејте го ова! Мишел, тоа е шалот на баба ти. Ја видов баба ти, ова пред некој ден во маркет го носеше. Каков шал, Стварно? гледате. Абе, вистинска, гледај, има и вакви, и како шепи. Гледаш дека е вистинска, само што е мртва веќе. Нема да ја чепкаш. Има дух во нејзе. Само јас можам да ја фаќам. Каков дух бе? Па така. Може да го Мишел, сакав само да те видам. Не може. Да видам. Не. А зашто таа има пластика на неа? Стварно? Ама дека молам што има? Има пластика. Стварно. Ама тоа мора така, татко ми е вистински ловец и знае кога се ловат животни така дека се прави. Јас за тоа не знам баш. Ја не ти верувам. Не ти верувам јас. Ни јас. Па какви пријатели? Ајде бе, че ја си одиме. И ова е вистинско. А што ви кажав? Да. Значи да ви кажам вчера што ми се случи. Што? Значи јас, мајка ми и татко ми ме пратија да одам во месара да купам некое месо. И јас си се враќам, нормално знаете. Како секој човек си се враќам од месара и таму на улицата пред да стасам до мојата зграда едни 5 куќиња, ама куќињата толкави, огромни куќиња. Леле, Да. ја би побегнал. Ама јас сум храбра, јас не се плашам. Куќињата беа поголеми од зградата моја. Сега, беа огромни, да не се задржуваме на тоа. Кога почна да ми лаат, тоа бидејќи јас имав месо, купив месо од месара. Кога почна да ми лаат, едни две ми се затрча да дојдат до мене да ми ги земат кесите со месо. Имав 2 кеси, две дојдат да ми се затрчат. Јас го фаќам едното за уво, ја пуштам кесата на земја, ја пуштам другата кеса на земја, го фаќам другото за нога, тоа го фрлам. Да. Што се случи? Како? Падна во континерот. Го фати зуба и го фрли во контейнер. Мајко. Да, а другото што го фатив за уши, на тоа Ко знае колку влакна му искубав. Одмав фати куршум, значи си отиде одмав. Катастрофа.
А тие другите три изгледа се уплашија. Не ни помислеа да дојдат до месото што беше на земја. И тие одма на сите страни, значи, гледате ли јас како се спасив? Па Супермен да беше, ке се уплашеше, ке излеташе во свемирот, ти не си исплаши. Да, така е тоа. Секако дека тоа е така. Абе, чекај, тука има едно паје. Ма таде има бајање многу се плашам од бајаци! Па ти бе си појако Супермен, едно ти кучиња си, пет си бута едно паје. Многу се плашам од бајаци! Абе, сигурно лаже, 100%. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвара нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе си снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации На нашиот Facebook и Instagram профил. ве чекаме. Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри, Тинтри Минтри, Тинтри Минтри шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтри Минтри шоу. Тинтри Минтри, Тинтри Минтри, Тинтри Минтри шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтри Минтри,